Да, продолжуваме со Студио 10 како што најавивме. Тука со нас е Павле Богоевски, поранешен пратеник. Господине Богоевски, добро утро. Разговаравме и со претходниот гостин, исто така поранешен пратеник Филип Петровски, за во однос на сето ова што се случува на политички план. Опозицијата ја поднесе интерпелацијата за оставка во собранието вчера, но се чини дека тоа мнозинство кое го најави опозицијата сега веќе го нема, барем за еден пратеник, тоа е Скендер Реджепи од Алтернатива, кој рече дека нема да гласа за мнозинство во кое е и левица. Што очекуваме сега во четврток, доколку остане оваа ситуација? Денеска Алтернатива повторно заседава, можеме да имаме и друга промена, да излезат целосно од целата приказна, можеби и не, ќе видиме. А може и да се приклучат целосно кон целата приказна. Да, но барем еден пратеник за сега фали од мнозинство. Што очекуваме сега да се случува во четврток? Добро утро, сега благодарам на поканата. Значи, единствено нешто што е сигурно во целиот овој период е несигурноста за тоа што се случува. Од искуство во собранието буквално никош до последната секунда не се знае ништо. Можно е да има пресмрт, можно е да се случат промени, комбинаторики и така натаму. Но тоа што е веќе известно е дека помпезно најавуваното мнозинство на Христијан Мицковски е практично непостоечко. Што е всушност уште еден показател за тактиката и начинот на кој што тој организираше целата оваа работа. Например, ако се верува на изјавите на Зеид, дека всушност тие биле прелажани со кои тоа седнуваат на маса, тоа е уште една индикација зошто ова мнозинство траеше во времето во кое што траеше. Значи, на една маса вие да седнете председател на партија која што има најблагоречено несигурни ставови околу Преспанскиот договор, со тоа и евроатлантската интеграција на државата. Од друга страна, албански политички партии кои што се апсолутно сигурни дека ако нешто сакаат Република Северна Македонија да продолжи со своите евроатлантски интеграции, но во исто време истите тие албански политички партии имале наратива која што се однесувала, например, ако се сеќавам, убаво селеден период бараше федерализација на нашата држава. Паралелно со тие луѓе, вие седнувате и човек кој што отворено е против НАТО, кој што отворено е против Преспанскиот договор, па дури отворено против Охридскиот рамковен договор. Таа констелација на актери не само што не е одржлива, туку и непостоечка. И кога се разбра наративата дека всушност со измама се седнати тие луѓе на маса, дури тогаш стана многу јасни работите како воопшто успеале да седнат. Од деловнички аспект, тоа што ќе се случува сега, треба да правиме разлика помеѓу потребен број на претенички гласови за иницирање на интерпелација на владата, односно гласање на доверба на самата влада, кој што е 20, и што Мицковски сигурно го има. Втората работа е потребен број на гласови кои што се потребни за да се изгласа недоверба на оваа влада. Тоа се 61, кој што се огромен знак прашалник. Значи, тоа што е сигурно сега дека не се 61, туку се 60, а може да бидат и уште помалку. Ама повторувам, во собранието до последната секунда никогаш не се знае ништо, па може да имаме и друг тип на пресврт. Третата работа која што треба да ја имаме во предвид се потребните 61 глас кои што би му биле потребни на Мицковски да оформи нова политичка влада. Па 61 глас исто така потребни за распишување на нови избори. Од друга страна, па и на Заев ќе му требаат 61 глас ако сака да го промени составот на владата и да го задржи мнозинството во собранието. Значи, буквално се работи за математика со 1 до 2 пратеника, која што од час во час преминува од едната страна и во другата страна. Но, оваа несериозност, која што беше покажена од Мицковски, беше буквално успеа за 5 дена победничката атмосфера во ВМРО ДПМН, која што постоеше од локалните избори, да ја втурне и да ја претвори во пораз. Повторно, ние имаме ВМРО ДПМН, која што во јавноста се пресепира као поразено. Тоа кажува многу за неговиот капацитет за коалицирање, за неговиот капацитет за водење на конзистентни и кохезивни политики и за неговата сериозност како политичар во целост. Да, мислите ли дека премиерот Заев ќе се повлече од неговата дадена оставка, бидејќи гледаме дека има силни убедувања од страна на коалицијските партнери? Председателот на ДУИ Али Ахмети вели дека има убедувања и од меѓународната заедница кои сите го предомислуваат Заев. Мислите ли дека сега
премиерот има начин да отстапи од ова што го кажа или едноставно нема назад, нема враќање, мора да се оди доколку продолжи оваа влада, мора да се оди со нов мандат. Да ме прашавте пред најавеното па одјавеното мнозинство на Христијан Мисковски, ќе ви кажев дека мој став е дека Заев не треба да ја повлекува ставката и дека одговорноста треба да биде понесена. Но видовме дека со само најавување на оставката, Христијан Мисковски и оваа наша несериозна опозиција успеа за 5 дена да ја внесе државата во многу длабока парламентарна и политичка криза. Поради тоа, и поготово имајќи во предвид притисокот кој што постои, значи имаме притисок дома кој што постои од коалицијските партнери, но и од самото членство на СДСМ, а од странство имаме притисок од меѓународната заедница Република Северна Македонија да продолжи со патот на интеграцијските реформи, а тоа може да го испорача само владата на Заев. Сега, од кога го кажав тоа, треба да имаме предвид дека чекорот кој што го презема Мицковски, поготово најавување на парламентарно мнозинство, интерпелација на влада, во ситуација кога вие веќе имате најавена оставка од премиер на државата. Тоа не е ништо друго освен понижување на човек кој што веќе признал пораз. Тоа не е ништо друго освен клоцање на некој кој што е веќе паднат. Таквиот чекор бара соодветна реакција. Но очигледно е дека кај Заев постои некој чувство на одговорност кое што мора да биде манифестирано на некаков начин. Да не постоеше, немаше да најави таа оставка. Одлуката што ќе направи и како ќе направи, може може и треба да биде исклучиво него. Но тоа што треба да се земе предвид е дека Република Северна Македонија не сме да си дозволи во вака критичен момент од своите евроинтеграции и вкупно во овој многу значаен период за внатрешните политички случувања да остане без стабилно мнозинство и без стабилна политичка влада. Поради тоа може би било паметно, значи шпекулирам, немам никакви информации, може би било паметно да се размисли за поднесување одговорност пред една од инстанциите. Дали тоа би било пред владата и пред државата и повлекување од таму, дали тоа би било пред партијата и повлекување од председателската позиција таму. На едната функција да остане, да речеме. Да, бидејќи мислам дека премногу ќе биде ризично за напорите кои што се превземени, доколку исто време останеме без силно водство во владата и без силно и јасно водство во партијата која што ја раководи таа влада. Повторувам, одлуката е само негова, што и да одлучи би го разбрал, но мислам дека треба да биде многу добро размислено тоа што ќе се случи, бидејќи видовме што се случи со самото најавување на оставката. Христијан Мисковски, Димитар Апасиев и председателите на партиите од албанскиот политички блок за 5 дена успеа нашата држава да ја втурнат во нова политичка криза. Паралелно со таа политичка криза, ние треба да се справуваме со епидемиолошка криза, треба да се справуваме со енергетска криза, треба да се справуваме со економска криза. Клик-клак политиканство. Од типа на политиканство кој што го практикуваше Мицковски во последниве денови, не само што не ни е потребно, туку и ни е ужасно штетно. Поради тоа треба внимателно да се размисли, одговорност треба да има, и тоа како треба да има, и таа одговорност, мислам дека не би било паметно да започне и да заврши само кај Заев. Повторувам. Но, каков тип на одговорност ќе биде поднесена? Пред која инстанца ќе биде поднесена таа одговорност? Тоа треба сериозно да се размисли, а и да се сноси одговорност за чекорите кои што ќе бидат преземени. Да, добро, од раководството на СДСМ кажаа дека тие се практично сите во оставка поради оставката на меѓутоа тие оставки треба да бидат верификувани на состанокот на Централниот одбор, ако го разбирам работата, кој што мислам дека е закажан за денеска. Да, денеска има центар. Нема најави дали ќе се зборува за оставката, но денеска е закажан, ќе видиме. Секако, дали мислите дека ова што го зборувате, значи во време на дадена оставка, кога имаме таква една ситуација, за која премиерот немаше никакви назнаки дека има намера да се повлече од тоа, дори тој појасни дека нема да ја одоговлекува премногу работата, рече имаше, например, анализи дека тоа би било во декември, после декември, тоа го побара и пратеникот Павле Трајанов, тој рече не, ќе биде побрзо од декември, нема да се одоговлекува. Значи, оставката беше известна, дали ќе биде за 10, 15 или месец дена, известна е, значи таа нема назнаки дека ќе се смени. Дали во такви услови опозицијата требаше да брза со најавување на ново парламентарно мнозинство, кое излезе дека е нестабилно и неподготвено? На новото нестабилно, новата коалиција што не е коалиција и мнозинство што не е мнозинство, не само што не беше потребно,
Не само што не беше корисно за опозицијата, не само што не им донесе поени, туку беше многу штетно и условно кажано си пукаа во нога со овој чекор кој што го направи. Нивната цел беше да го понижат Заев во услови на признаат пораз и да нагазат на триумфалноста на резултатите од локалните избори. Не им успеа во тоа. Ќе видим исходот од гласањето за неколку дена, но очигледно дека тоа не им успева на начинот на кој што планира. Во однос на првиот дел од прашањето. Дали ќе биде декември, дали ќе биде порано, дали воопшто ќе биде. Повторно, таа одлука е исклучиво само на Зоран Заев и треба да биде исклучиво само негова. Зборувам како човек кој што бил во таа положба. Знам што значи барање од страна, притисоци од страна, пораки во двете насоки и повлечи се и не се повлекува и така натаму. И личната димензија од тој чекор може, мора и треба да биде само негова. Но, тоа што би сакал да го кажам е дека треба да се мисли и на последиците од оставката и од начинот на поднесување на оставка. Дали ќе биде декември, дали ќе биде ноември, дали ќе биде крајот на годината, не е толку значајно колку што е значајно состојбата на владата во моментот кога ќе се напушти таа влада. Мислам дека не треба да се напушти владата пред да биде направена комуникацијата со останатите коалициски партнери, пред да биде гарантирано парламентарното мнозинство и пред да се обезбеди кохезивност и конзистентност на веќе започнатите политики и реформи. Од друга страна, кога станува збор за партијата, доколку се напушта партијата, не треба партијата да се напушти на начин кој што ќе остави хаос внатре. Наследникот кој што би следел треба да го има потребниот капацитет да го мобилизира целото членство, од кој што дел не излегува на овие избори. Треба да има капацитет да ги продолжи партиските политики и внатрепартиските реформи кои што беа започнати од Зоран Заев. Паралелно со тоа, не сме да остави перцепција во јавноста дека ќе биде марионета на Зоран Заев. Значи, ова не се чекори кои што може да се преземат преку ноќ. И неодговорно би било да се преземат преку ноќ. Токму поради тоа, неуваното мнозинство и неуваното гласање на недоверба на владата од страна на Мицковскиот Пасиев и Веселата дружина е несериозно. Бидејќи во оваа криза, во овие моменти, такви брзи чекори, чија единствена цел е стекнување на дневно политички поени, триумфализам и понижување на политичкиот противник, се многу штетни. Да, во однос на она што ќе одиме со наследникот, со евентуалниот мандатар, но сакам уште една работа да ве прашам во однос на тоа опозицијско мнозинство. Вие велите се пукале во нога. Се чини дека особено се тешки последиците за албанските партии кои седна на таа маса со лидерот на левица Димитар Апасиев, пред се поради неговите претходни ставови во однос на како што тој зборуваше исламизацијата на Македонија, како што за повлекување на признавањето на Косово, албанизација на Македонија, етнички инженеринг во Македонија, инвазија на македонските етноците и така натаму. Се чини дека посебен проблем сега имаат албанските партии кои седна на таа маса, бидејќи еве имаше анализи, велат сега дуи на Али Ахмети доколку има избори, не треба ништо да прави, само треба велат таа слика да ја стават на билборди и тоа е тоа. Ниту дуи, ниту СДСМ. Немаат потреба да прават ништо ако има предвремени избори. Ситуацијата ќе беше многу поинаква пред ова помпезно најавување на непоставничко мнозинство. Сега албанските опозицијски партии треба пред своето членство да го правдаат седнувањето со Димитар Апасиев и со Кристијан Мицковски на маса. А Димитар Апасиев и Кристијан Мицковски пред своето членство треба да го оправдуваат коалицирањето со луѓе кои што барале федерализација, коалицирањето со луѓе против кои зборувале толку многу во текот на своите кампањи и де факто признавањето на Преспанскиот договор. Што е нешто што е многу спротивно од наративата врз која тие го изградија своето гласачко тело. Еднаш и за секогаш мора да сватат политикантите, како Апасиев, Мицковски, но и Села, дека популизмот има своја цена. Цената на популизмот е кога ќе дојдете во позиција да правите одлуки и нема да можете да ги правите тие остри одлуки кои што сте ги рекламирале во текот на кампањата, така помпезно. Да. А што се однесува за цената на врз албанските опозицијски партии, вчера слушнав информација дека коалицирањето само со ВМРО ДПМН на Алијанса и Алтернатива им штетело 27.000 гласови во локалните избори. Немам јас своји проценки дали е тоа точно или не, но ако се верува на тоа, можеме да претпоставиме дека седнувањето на маса со Димитар Апасиев
ќе ги чини многу повеќе, без разлика што тој вчера се обиде да ги моли да се премислат и да останат на договорениот пат, па дури и молбата не знаеше да ја направи како што треба, туку мораше да има скриена закана внатре, дека ако не го направат ова сега, дури ќе ги закова вечно во опозиција или како и да го формулираше тоа. Да. Популизмот има своја цена. Да, во однос на идниот мандатар, лидерот на Дој Али Ахмети вели дека за нив единствена прифатлива личност е Зоран Заев, бидејќи имаа договорено влада со него начело, велат дека тие не сакаат влада со друг, дури Али Ахмети зборуваше дека доколку таа опција остане, дека се потребни и предвремени избори, дека тоа е решението, но доколку се најде начин да се најде прифатлив мандатар, вие ги знаете отприлика состојбите и внатре во партијата и во однос не сте член, но сте били и во собранието и знаете што се случува, сакам да кажам. И соработувам со партијата. Соработувате, да. Не е тоа нешто што го крием. Да, дали гледате некоја личност која би можела да го замени за мандатар? Сега зборуваме во партијата, нек се течат процеси. Не би сакал да шпекулирам. Било која шпекулација е неблагодарна и може да биде прецепирана како фаворизирање на определен кандидат во однос на тоа што коалицијските партнери велат дека тие имале договор само со Заев и така натаму, се е тоа во ред. Тоа е нивен легитимен став. Но истовремено Зоран Заев како председател на владата и како председател на СДСМ има договори со своето членство, има договори со граѓаните на нашата држава, со граѓаните на Северна Македонија. Начинот на исполнување на тој договор и чувството на одговорност кое што тој го чувствува не е на коалицијските партнери да го ценат. Таа одлука треба да се почитува. А после тоа, ако коалицијските партнери сметаат дека со новиот мандатар треба да се иде на предвремени парламентарни избори, и тоа е одлука чии последици ќе мора да ги носат на самите избори. Мојот став, а очигледно и ставот на мнозинството во парламентот, е дека предвремени парламентарни избори во услови на оваа криза и во услови на овие значајни моменти за нашите стратешки приоритети не треба да има. Треба, доколку има потреба и доколку се случи самата оставка, што повторам, сега за сега нема знаци дека ќе биде повлечен. Кога зборувам за повлекување на оставката, зборувам само низ призмата на анализирање на притисокот кој што постои од внатре и од надвор за повлекување на таа оставка. Во овој момент јас немам никаква индиција дека оставката ќе биде повлечена. Доколку се реализира оставката и кога би се реализирала оставката, тогаш коалицијските партнери ќе си ја донесат својата одлука за дали треба да има предвремени или не парламентарни избори. Но, ако Заев си ја заврши добро работата, дури и пред да биде поднесена оставката, тие разлики помеѓу коалицијските партнери ќе бидат испеглани и мнозинството, а и новата влада може да излезе посилно од кога и да било претходно. Во однос на стратегијата за локалните избори, што на некој начин доведе до ова и за оставката на Заев, има многу анализи. Едни велат дека Зоран Заев ја подготвувал оставката без разлика на што ќе се случи, пред се поради една своја голема разочареност пред се од Европската унија, поради сите процеси што се случија, но прилично беше чудна и стратегијата на власта во првиот круг на локалните избори, кој на некој начин го детерминира и вториот круг, каде што многу гласови отидоа кај коалицијските партнери, кај ЛДП, кај некои помали партии кои настапија одвоено. Многу гласови се одлеа кај незадоволни градоначалници од СДСМ, кои настапија независно, самостојно. Имаше во некои општини и повеќе кандидати, се поделија. Едноставно, еден голем корпус на гласови се одлеа поради стратегијата која беше прифатена да се настапи така. Дали имаше голема грешка во таа стратегија или можеби, ова што го зборувам, дека тоа беше намерно така оставено? Не сметам дека е намерно и исто така не може да зборам дали било грешка или не, тоа што ќе кажеме дека е направен избор кој што избор има последици. Последиците се најавената одговорност од страна на Зоран Заев и повторувам, не мислам дека само тој треба да се носи со последиците од таквиот избор, од изборот на таа стратегија. Сега, во однос на самата стратегија, треба да имаме предвид дека ова се локални и непарламентарни избори. Обединетиот пристап на прогресивните сили, условно кажано, е многу позначаен за време на парламентарните избори. Тоа што се случи сега, имавме навистина плурални локални избори. Можеби најплурални избори што сме ги имале во историјата на Северна Македонија. Тоа е за поздравување. Присуството на независните листи, успехот на независните кандидати, гласовите кои ги собраа останатите коалицијски партнери во владеачкото мнозинство. Тоа е избор кој што се направи и начин на кој што се отиде. Да, тој избор очигледно имаше цена
по СДСМ. И поради тоа, кога зборуваме за победник или губитник на овие избори, ние треба да имаме да правиме многу јасна разлика. Прво, не победи ВМРО кога што изгуби СДСМ, бидејќи го гледате вкупниот број на освоени гласови, ВМРО сега има исто така помалку гласови од тие што ги освои во 2017 година. Но СДСМ има многу намален број, многу повеќе намален број на гласовите во споредба со 2017 година. И за локалните избори, таа разлика која што треба да ја правиме. Да зборуваме за локални избори и да, де факто, СДСМ ги изгуби овие локални избори. И никој не може да го негира тоа. Не може и не треба да се прават наративи според кои што ќе се ублажува поразот, нема се признаваат последиците од поразот, ќе се прави весела математика и така натаму. Но тоа е доколку збориме само за локалните избори. Кога зборуваме за префрлување на резултатите од локалните избори, на резултатите на врз проекции за државно ниво, ние треба да го имаме предвид вкупниот број на гласови кои што беа освоени во владеачкото мнозинство и вкупниот број на гласови кои што беа освоени во опозицијскиот блок. Значи токму ова шаренило на избирачките листи. Паралела за предвремени, како би изгледала ситуацијата. И тоа би се однесува, значи фактот дека вкупното владеачко мнозинство, мислам дека има околу 12.000 гласа повеќе во вкупното опозицијско мнозинство. Таа паралела важи само за прогнози за парламентарни избори. А за се друго, тоа не значи дека владеачката коалиција победила на локалните избори. Не. На локалните избори владеачката коалиција не беше коалиција. Настапија одвоено и си ја плаќаа цената за тоа. Но исто така, таа победа на ВМРО ДПМН на локалните избори не може да биде пресликана на државно ниво. Поради разликата у гласови, а тоа и го гледаме со мнозинството кое што не е мнозинство. Со помпезната најава на Мицкоски која што најверојатно многу ќе очини во блиската и далечната иднина. Поради тоа не е време за зборување за предвремени парламентарни избори, поради тоа е време за сериозен пристап и продолжување на започнатите реформи и преземање на наредните чекори на нашиот евроатлантски пат. Вчера Управниот суд реши да нема прегласување во Желино, значи тоа е не е една туку главната причина поради револтот на беса од функционирањето во владата. Тие велат не можеме да седнеме во владата со исти луѓе кои ни зариваат нож во грб со коалицијски партнери, мислејќи на ДУИ, бидејќи тие велат победиле во Желино, сега ДУИ сака да им ја земе таа победа на сила. Со оваа одлука на Управниот суд на некој начин се смирува уште едно жариште во тоа незадоволство. Мислите ли дека тоа може уште повеќе сега да го расетне ново формираниот опозицијски фронт? Едноставно беса поради одземањето на оваа причина, значи нема дека причина за револт, и второ ова што го зборуваме цело време поради штетата која им ја носи седењето со пасив. Прво мислам дека втората причина ќе биде поголема причина, односно штетата која што им носи седењето со пасив, бидејќи без разлика на исходот од Управниот суд, беса веќе ги преземаат чекорите за напуштање на мнозинството. Значи толку далеко отидоа што ако не беше проблемот со Апасиев, многу поскапо ќе ги чинеше да се вратат назад. Но мислам дека е многу несериозно од страна на беса успехот на коалицијата на централно ниво да им зависи од постапување по приговор на локални избори пред ДИК. Поготово пред да биде завршена постапката. Постапката завршува пред Управен суд, не пред ДИК. Поради тоа мислам дека чекорот на такво драматично излегување прво не беше сериозен, второ таквата емотивност на излегувањето остава и простор за преиначување на одлуката која ќе се смират страстите. А страстите сега се смируваат. Така да ќе видиме што ќе се случи. Јас воопшто не би бил изненадан доколку беса повторно се врати во владеачкото мнозинство во парламентот. Но као што реков неколку пати, до последната секунда нема да знаеме што ќе се случи. Има ли сега пазарења со пратеници, притисоци? Знаете како функционира собранието. ВМРО ДПМН директно обвини дека се вршат притисоци врз пратеници. Има ли сега, бидејќи има некакви неофицијални информации кружат низ јавноста дека сега се нудат големи пари за пратеници, дека се купуваат, дека се притискаат. Што мислите вие за тоа? И во време на мојот мандат имаше информација дека се нудат големи пари, на мене никој не ми пристапи со пари, така да поради тоа и немам слушнато од никој од моите колеги дека им биле понудени пари за било што. Само све што имам слушнато се муабети по социјални мрежи, обвинувања од ВМРО и така натаму.
Така да не можам да потврдам дали има таков тип на притисоци, но мислам дека кога зборуваме за притисоци врз пратеници и за комбинаторики, како што ви рекле, или комуникација, треба да го има предвид следно. Значи, не треба да зборуваме дали има притисок или нема притисок. Треба да зборуваме дали има незаконски или нема незаконски притисок. Пратеник и политичар да се жали дека се соочува со притисок на своето работно место е како рибата се жали дека водата е мокра. Тоа си доаѓа со работата. Одлуките кои што ги носите носат своји последици. Дали таа одлука е гласање за промена на име, дали таа одлука е седнување на маса со националисти и популисти кои што до вчера сакале да бесат, колат, стрелат и што изнам уште не, тоа си има последици. И сега притисоците кои што можеби ги има, што претпоставаме што сум прилично сигурен всушност дека ги има, е јавување на пратениците од албанските политички партии и кажување дека не име баш идеален изборот на луѓето со кои што седнаа на маса. И дека не можат да се збори за мултиетничко општество, доколку се седнува на маса со човек кој што отворено ги негира постулатите на тоа општество. Ме разбирате која поента не би сакал да извлечам. Значи не, притисок има. Мора да има, позицијата е таква. Тоа сакате бидете пратени, ќе се носите со притисок. А доколку има незаконски притисок, доколку има присила, закани, нудење пари, ги охрабрувам моите луѓето кои што допред скоро ми беа колеги да ги пријават тие работи. Да искочат јавно пред камера и на тој начин обвинителството дури ако има обиди за прикривање на постапувањето, обвинителството нема да може да не постапува по тие. Да, тоа го кажавме со претходниот соговорник, исто така јавно кажавме, доколку такво нешто постои, се разбира да излезат. Меѓутоа истовремено и наотворено ќе им кажем да не бидат премногу чувствителни. Притисоците, политичките притисоци се дел од секојдневното работење во парламентот и тоа мора да се прифати како реалност. Исто како што ВМРО и Левица сега го прифаќаат Преспанскиот договор како реалност. Еве сега во четврток, доколку има гласање за доверба на влада или за недоверба на влада, ВМРО ДПМН има двајца пратеници кои се заразени со коронавирус, кои се во изолација. Тие велат дека ќе гласаат со скафандри, исто како што гласаше пратеничката на СДСМ за време на она толку оспорувано гласање. Но од ВМРО ДПМН сега велат направен е тогаш преседанот и тие само го повторуваат. Значи, повторам, клик-клак политиканство. Тоа е карактеристика на политичари кои што немаат конзистентен став, немаат никакви вредности, чија што единствена цел е понижување на противникот, избирање дневно политички поени. Јас отворено поддржувам пратениците во скафандер да дојдат и да гласаат од ВМРО ДПМН. Бидејќи поддржував и кога пратеничката од СДСМ гласаше во скафандер. Не само што не мислам дека не треба да гласаат, туку напротив, мислам дека собранието треба да ги преземе сите мерки за да се овозможи безбедно тие пратеници да ја практикуваат својата уставна должност, односно да дојат и слободно да го дадат својот глас во собранието. Нема да им ликувам на истите тие пратеници, на другите пратеници кои што обвинуваа за биолошки тероризам, кривични пријави поднесуваа, државен пазарен санитарен инспекторат и така натаму. Пратеничката функција е над тие работи. Собранието е тоа кое што е должно да создаде услови за да се практикува таа функција. Дали тоа значи скафандер, дали тоа значи гласање посебна соба, што и да значи тоа, го поддржувам собранието во сите напори да го обезбеди тоа гласање и мислам дека треба пратениците да ги преземат потребните мерки и да дојдат да го дадат својот слободен глас, а на пратениците во изолација од ВМРО ДПМН им посакувам што е можно полесно да поминат и побрзо да се опорават. Да, и самиот кажавте дека ВМРО ДПМН сега вели дека Преспанскиот договор е реалност која едноставно постои, тоа е уште една новина која произлезе од овие локални избори. Дали со тоа прифаќање на реалноста за Преспанскиот договор како што тие велат, они на некој начин ВМРО ДПМН ја трга последната пречка во нивните односи со меѓународната заедница, поради која во некоја иднина би можеле да оформат власт? Не се трга тоа така лесно. Значи, баш промената на ставовите е попроблематична за меѓународната заедница отколку цврстото стоење па дури на антипреспа став. Бидејќи во тој случај меѓународната заедница не знае на што е. Ако поддржи некој кој што до вчера имал еден став, денеска има друг, утре може да го смени тој став, а со тоа не само да изигра, туку и да ја понижи меѓународната заедница. А од друга страна имаме партија која што отворено вели дека никош нема да го признае Преспанскиот договор, тоа е партијата Левица. Сега вие имате ситуација кај што
Едниот коалициски дел албанските политички партии преспанскиот договор ви го ставаат како услов, другиот коалициски дел, популистичкиот, ултранационалистичкиот дел, олицетворен во левица, тоа го поставува како услов дека никогаш нема да се случи, и прашањето е што вие правите. Поради тоа мислам дека меѓународната заедница никогаш нема да биде срекна со влада во чиј што дел ќе биде левица. Тоа води кон едно друго можно сценарио. Доколку се изгласа недоверба на владата, доколку Мицкоски успее да го собере потребното мнозинство за политичка влада, можно е левица да ги даде своите гласови, ама да не учествува во самата влада. Според мене грешка е. И меѓународната заедница, доколку не се согласи левица биде дел од влада, и доколку левица даде гласови, а не влезе во влада. Прво, бидејќи давате гласови за нешто за што никош нема преземете одговорност после. И второ, бидејќи налесен начин вие да се отстраните од популист на политичката сцена е да го ставите на власт. Тогаш ќе видите колку тежи, тогаш ќе видите какви му се вредностите и тогаш ќе видите како ги практикува политиките кои со полна уста ги извикува по социјалните мрежи во јавноста и колку тие не се ништо друго освен гол популизам и млатење празна слава, условно што би се рекло. Добро, господине Богоевски, ви благодарам за учеството во Студио 10. Ви благодарам, сакам само ако може уште една реченица да кажам. Треба да имаме предвид дека како што е основана потребата од поднесување одговорност од страна на Заев, треба да се отвори прашањето дали Мицкоски треба да поднесе одговорност доколку не му успее гласањето на недоверба на владата. Вакво помпезно најавување и вакво менување на триумфалната атмосфера и триумфалното чувство од локалните избори во рок од 7 дена, во катастрофален пораз перцепиран во јавноста, треба да има одговорност. Ако барате одговорност кај другите, треба да бидете подготвени и самите да ја поднесете таа одговорност. Но не верувам дека има толку достоинство и вредност во таа партија за да се поднесе таков тип на одговорност. Ви благодарам за учеството во Студио 10. Ви благодарам на поканата. Ова беше поранешниот пратеник Павле Богоевски. Сега одиме со најавеното интервју со професорката Лилјана Стевчева, која живее и работи во Соединетите Американски држави веќе 20 години. Таа е имунолог, со неа разговара колешката Менча Атанасова Точи за она што сите не интересира, трета доза на вакцина, дали и кога треба да ја примиме. Вас ве оставам со интервјуто, а од мене пријатно.